AutoBest е независно жири кое веќе 13 години делува на својата мисија, а таа е да избере автомобил кој представува најдобар избор за купувачите од Централна и Источна Европа. 15 членови се амбасадори на земјите членки, а воедно се во групата најпризнаени автомобилски новинари од споменатиот регион. Секоја година во рамките на 13 критериуми се избира автомобил кој ги содржи најдобрите атрибути за купувачите. Покрај критериумите, важна улога игра и цената која поради куповната моќ во регионот е ограничена на 16.000 евра. Дека смеровите во кои се движи ова респектабилно жири покажува годинешно во финале кое по трет пат се одржа во центарот Навак покрај Белград. Сите финалисти имаа можност на отворена сесија во присуство на конкурентите да ги истакнат квалитетите на своите автомобили. Презентациите ги држаа припадници на највисоките менаџерски кругови на производителите и отворено покажуваа голема заинтересираност да освојат титулата AutoBest за 2014 година. Вечерта помина во пријателска атмосфера во која се докажа дека луктите противници на пазарот имаат доблест да седат заедно и да разменуваат мислење за своите производи, перспективи и амбиции. Во тесниот избор за AutoBest 2014 влегоа 5 автомобили кои во потполност ги исполнија критериумите, а тоа се Chevrolet Trax, Hyundai i10, Mitsubishi Space-Star, Nissan Note и Peugeot 2008. Сите тие, покрај врвната изработка, еколошката ориентираност и безбедност се вклопија во цената од 16.000 евра за почетниот модел. Во годинешниот избор влегоа два модела од сегментот А, односно припадници на најмалите по димензии возила, а тоа се Hyundai i10 и Mitsubishi Space-Star. Потоа две возила од сегментот Б, хешбекот Nissan Note и кросоверот Peugeot 2008 и најголемото по димензии спортско корисно возило од компактната класа Chevrolet Trax. Петте финалисти, без оглед на класната и ценовната припадност, покажаа високо ниво на зрелост, опременост и филозофија која е ориентирана на купувачите и нивното задоволство. Chevrolet Trax е компактно спортско корисно возило кое е технолошки близнак на Opel Mokka, но од него се разликува со паметни и ефтини решенија за корисниците, чиј бенефит е повеќе кратен. Со избор на два бензински исто толку дизел мотори, мануелни автоматски менувачи и погон на предните и на сите тркала, Trax нуди широк спектар на избор. Сепак, најмногу се издвојува со системот MyLink, кој преку мобилниот телефон што се поврзува со колор дисплејот, нуди огромен диапазон на корисни апликации и навигација која чини само 65 евра. Со почетна цена од 15.759 евра, Trax е најскапо возило во друштвото на финалистите. Mitsubishi Space-Star е автомобил кој има потполно поинаква филозофија од останатите. Конструиран да одговори на предизвиците на урбаниот сообраќај, ниската потрошувачка и ниската емисија на CO2 и при тоа да нема компромис во понудениот простор. Малиот јапонец во ова друштво е рекордер по економичноста, екологијата, но и представува најевтино возило со цена од 8.700 евра. Hyundai i10 е своевидно изненадување. Биколорната внатрешност, употребените материјали, понудениот внатрешен простор и дизајнот укажуваат дека кај корејците од голема важност при конструирањето играа емоциите кои ќе ги побуди појавувањето на i10. И тоа не е се. Во ниту еден момент не се занемарени возните својства, иновативните технологии и големиот гарантен период. Оваквиот пристап повлекува повисока цена која би започнала од 9.800 евра. Втората генерација на Note е одстапување од зададениот правец. Имено, првата генерација беше мини моноволумен, а сега Note се декларира како хетчбек. Покрај редефинирањето на припадноста, Note доаѓа со арсенал на електронски помагала. Се апострофира Nissan Protective Shield, чие функционирање прави виртуелен безбедносен штит околу возилото. Во текот на презентациите, директорот на маркетингот на Nissan Европа посочи дека цената би била не поголема од онаа на Ford Fiesta, односно нешто пониска од 10.000 евра. Во борба против рецесијата, францускиот лав влегува со кросоверот 2008. Дизајнерски и еволутивно, тој е каравански дериват на 208, но во одредени нивоа на опременост се испорачува со електроника која има 5 нивоа на дотерување
Таквиот пристап французите го имаа на поголемиот кросовер 3008, а со тоа заштедеа на тежината со избегнување на системот за пренос на силата на сите тркала. 2008 е зголемен во сите смерови во однос на донаторот и ќе се продава со почетна цена од 15.500 евра. Покрај неговиот економичен дизел мотор, неговата форма е моделирана за оптимална аеродинамика. Ford Focus, сега за 13.990 евра. Посегни за економичност, посегни за безбедност, посегни за технологија, посегни за компактност, посегни за поубав живот, посегни за 5% учество, 5 години рок на отплата, 50% попуст на каско осигурување за првата година, 5 години бесплатен сервис како и 5 години гаранција. Новиот Јарис во Genius пакет на опрема, никогаш подостапен. Вашиот вистински избор за урбан животен стил. Toyota, always a better way. Стил и гени. Моќта се нашите гени. Новиот Outlander од 28.980 евра. Mack Autostar. Новата Ford Fiesta. Помоќна, поекономична, извлечете најмногу од денот. Новата Ford Fiesta, сега за 11.490 евра. При крај на секоја година активностите околу избор на автомобил на годината се зголемуваат. Автомагазин е повторно, како и секој ноември во последните 3 години, на патеката навак. Тука Ауто без жирито, кое го составуваат 15 новинари, кои представуваат 15 држави од Централна и Источна Европа, ги имаат своите 5 финалисти кои ќе ги оценат кој ќе ја понесе наградата Ауто Бест за 2014 година. Сите овие возила ќе ги спроведеме низ серија тестови, како на сопирачките, така и на нивното однесување при агресивни маневри. Тоа се ќе ви биде представено во наредните минути. А прв со тестот ќе започнеме со Chevrolet Trax. Тој по димензии и по габарит е најголем меѓу овие 5. Па да видиме како сите овие 5 финалисти ќе се однесуваат на нашите немилосредни тестови. Првиот тест ќе биде слалом. Тој се одвива со брзина од 60 км на час помеѓу препреки, односно чуњеви кои се поставени на 25 метра расстојание. Иако има високо тежиште, Тракс многу добро се однесува при нагло преместување на тежиштето. Веднаш на патеката имаме можност да влеземе во серија на поостри свиоци, каде што за мое зачудување, иако во инает на високото тежиште, Тракс многу добро се однесува на самата патека. Инаку неговиот мотор малку поагресивно се слуша во внатрешноста, но сепак го возиме во ниво на високи вртежи. Повторно имаме една вештачко направена шикана која не носи повторно во еден остар и долг свиок. Забрзувањето е лесно и одржувањето на правецот, повторно ќе кажам, зачудувачки добро. Агилноста на целиот склоп на ова возило е сосема пофалувачка. Во наредните неколку стотина метри имаме две гимкани кои малку повеќе бараат напор на самата каросерија и потоа една повторно долг свиок во кој може да влеземе со нешто поголема брзина. Во наредниот тест ќе имаме нагло променување на правецот на движењето, така наречен претицување. Оваа вежба е добра да се оцени целиот склоп
на стабилност на автомобилот. Ние ова го извршивме со 80 км на час без некои поголеми возбудувања. Повторно можам да кажам дека Тракс остава многу добар впечаток. Последниот наш тест е нагло сопирање. Тоа го правиме при брзина од 100 км на час, па да видиме како Тракс ќе се однесува. И повторно застана во рамките на очекуваното. Првиот впечаток по ова малтретирање низ патеката за Тракс е сосема позитивен. Ние одиме понатаму да видиме како ќе се однесува Mitsubishi Space Star, кој е еден од најмалите автомобили во друштвото на овие 5. Mitsubishi Space Star го имавме возено уште пред неговата промоција во Македонија. Денеска го имаме моделот со 1,2 литрен мотор и автоматски менувач. Повторно ќе ги повториме оние вежби што рековме. Значи при брзина од 60 км на час идеме на слалом. Ова е веќе нешто сосема поинаку, затоа што целата каросерија малку поинаку се однесува од она што го очекував. Овој автомобил пред се е направен да биде економичен, а не динамичен. Затоа имам и многу работа околу воланот, а не знам колку се забележува на нашите снимки, целата каросерија се навалува, бога ми доста. Инаку, покрај навалувањето на самата каросерија, автомобилот не е склон, односно нема тенденција на подуправување, односно надуправување. Но неговото наклонување е многу изразено и прави едно непријатно чувство во самата кабина. Инаку, управувачот добро си ја врши работата, како што гледате додавањето, односно коригирањето на смерот го прави сосема задоволително. Ние немаме сега услови поради и ниската температура да го доведеме овој склоп во некоја поизразена провокација, но во долги свиоци, повторно ќе кажам дека наклонувањето е повеќе од забележително. Сега ќе го направиме тестот на поминување од една страна на друга страна на коловозната трака. Нормално овој тест го правиме со 80 км на час и да видиме. Овде јас имав многу работа за да го задржам саканиот правец. Сега ни останува уште тестот на сопирање од 100 км на час. Ако за ништо друго, Space Star баре можем да го пофалам за сопирачките. Доволно зборувавме за Mitsubishi Space Star. Сега ќе се префрлиме на останатите конкуренти. Ни остана да ги провериме уште Nissan Note, Hyundai i10 и Peugeot 2008. Со новиот Note Nissan влегува во едно поинакво поле. Додека неговиот претходник, односно првата генерација беше класичен, компактен моноволумец, сега новиот Note сака да направи еден извесен помак, односно сака да биде вистински хеджбек. Па да видиме овој Nissanов хеджбек што знае во слалом. Морам да кажам дека и покрај компактните димензии тој се однесува многу зрело. По поминатите десетина препреки во слаломот влеговме во комбинација на лева и десна кривина во која Ноутот се понаша многу добро. Впрочем, Nissan секојаш знаеше да направи во своите автомобили добро подпирање. Тоа се покажува и во неговите спортски изведби, како што се оние што ја носат ознаката Z или GTR.
Повторно имаме еден долг свиок во кој каросеријата останува многу стабилна. Остава на вистина извонреден впечаток после она клатење со Space Starot. И повторно можам да кажам дека сум многу задоволен со однесувањето на Note. Инаку, Note е опремен и со многу системи за безбедност. Еден од неговите најголеми предности е така наречениот Nissan Shield, Protective Shield, кој ни укажува на многу параметри околу самото возило. Долгиот десен свиот го поминавме апсолутно без никакви проблеми и сега одиме да видиме како ќе се однесува автомобилот со нагло менување на лентата. Во овој тест влегов со околу 95 км на час и го поминав, како што и сами видите, без поголем стрес и без поголеми корекции на правецот на движење. Сега мојата брзина морам да ја намалам на 100 км на час за да можам да почнам со сопирањето. Наглото сопирање добро го држи правецот и застанавме во предвидената дистанца. Nissan Note остава, можам да кажам, извонредно сериозен впечаток. Квалитетот во внатрешноста е на високо ниво, а подпирањето е во рамките на вистинско изненадување. Тоа значи дека нуди многу, не само забава, туку и безбедност. Следниот подлупак ќе биде Hyundai i10. Hyundai i10 е најсвежо представен автомобил од нашите 5 финалисти. Впрочем, него го возевме само пред 3,5-4 недели во Истанбул. Со неговото појавување, производителот сака да се представи во едно поголемо светло. Иако припаѓа во сегментот А, i10 има многу елементи од повисоките сегменти. И повторно сме на 60 км на час и повторно изненадување. Низ улиците на Истанбул и неговите околни патишта имав шанса да го возам i10, но ова е прв пат да го возам на патека. Можам да кажам дека неговото изненадување во нагли префрлување на неговата тежина просто ме изненади. Управувањето му е извонредно прецизно, а неговото однесување е извонредно зрело. Општиот впечаток за овие автомобили е многу подобрен, бидејќи стручњаците, односно инженерите, покажуваат дека и малите автомобили може да бидат големи. Особено изненадува што ова ни доаѓа од Hyundai. Имаме еден долг десен свиок и повторно изненадување во позитивна смисла на зборот. Малиот мотор од 1,2 литри добро се однесува и добро ја носи каросеријата, а она што мене посебно ми е драго, нема знаци на подуправување или надуправување. Во долгиот десен свиок влагам со брзина од 80 км на час и како што гледате нема никаква дискусија. Го држев воланот во една позиција и автомобилот ја следеше траекторијата. Со 90 км на час влегувам во наглото менување на правецот и повторно нема возбуда. И со i10 го правиме последниот тест на наглото сопирање, во кој влагаме повторно со 100 км на час. И повторно можам да кажам дека сум пријатно изненаден поради извонредно доброто однесување на овој мал автомобил. Порано не беше незамисливо во класата на А сегментот да се прават вака добри автомобили. Зборувам во општено, бидејќи сите производители направија, така да кажам, квантен скок што се однесува до возните својства и карактеристики на своите мали автомобили. 2008 е извлечена верзија и наизглед караванска верзија на
новиот 208. Со неговиот офроуд изглед, Peugeot сака да направи поинаква перцепција за својот бренд. Возните својства на Peugeot секогаш биле добри, но со 2008-ката истото може да се потврди, но можам да кажам дека управувачот делува малку прегрубо и пренагло ги пренесува командите. Она што е многу поважно како се однесува 2008-ката во услови кога малку повеќе се форсира, а таа се однесува барем за сега многу добро. Во првиот голем долг десен свиок, повторно можам да кажам дека сум пријатно изненаден. Повторно едно нагло сопирање пред долг и остар лев свиок и повторно оваа каросерија неќе да падне на провокација. Сега со малку поголемо форсирање влегуваме во една шикана која не вози пак во долга десна кривина. Неа ја возиме со 85 км на час и инерцијата го работи своето. За да го одржам правецот, морам многу да работам со воланот, но тоа е поради високото тежиште на каросеријата и караванската конструкција. Влагам со 90 на километри на час во нагло свртување и односно менување на коловозната лента на кое каросеријата се покажува како многу добра. Финалниот тест, како што и го направивме со останатите возила, е сопирање од 100 км на час. И тука сме равно на стотка и местото за сопирање е овде. Можам да кажам дека 2008-ката до сега најдобро се покажа на овој тест. И како ниедна година до сега немаме подобра представа за нашите финалисти. Nissan Note изненади не само со својот нов дизајн и внатрешен простор, туку и со своите возни својства. Mitsubishi Space Star е автомобил димензиониран и направен да биде економичен, но за жал при нашите тестови се покажа како подобар пливач отколку возач. Добрите гени на Chevrolet се покажа уште еднаш. Иако траксот има високо тежиште и е наменет и за возење на неасфалтиран терен, се покажа како извонреден атлетичар на асфалтот. Peugeot 2008 има лавовско срце. Неговите спортски гени се добро преточени во оваа наизглед каросерија караванска, која има трендовски изглед, но и одредени и лимитирани својства вон асфалтот. Hyundai i10, новата генерација на компактниот, односно на автомобилот на Hyundai од А сегментот, ме изненади исто така многу позитивно. Не е во прашање само биколорната внатрешност, туку и неговите возни својства и одличното снаоѓање во ситуации кога треба брзо да реагирате со овој автомобил. Ауто без жирито своите одлуки ќе ги донесе во текот на следните десетина дена, кога ќе се знае кој автомобил е автомобил победник за титулата Автобест за 2014 година. Тоа беше се што ви подготвивме во оваа емисија од нашиот и ваш полигон Навак. Ние во следната емисија за новогодишните празници ќе ви прикажеме една вистинска послатстица која ја снимивме повторно на Навак, а станува збор за најновата 7 генерација на Chevrolet Corvette наречена Stingray. Со агендата до 2022 година Opel постави високи цели за своето работење и постоење. Една од реализацијата на овие агенди се овие два модели. Тоа е Opel Cascada, кабриолетот и караванот Insignia Country Tourer. Имено во филозофијата на Opel е дека возилата се купуваат пред се поради дизајнот, поради емоциите
кои ги побудува дизајнот и техниката која е неопходна во модерното време. Во двете категории Opel постигна полн погодок. Со кабриолетот Каскада тој ја прерипа C класата која досега имаше модел, тоа беше Astra Cabrio и постави нови компаниски стандарди. Имено на Каскадата главни конкуренти ќе бидат, односно Каскадата ќе се бори со Mercedes E-класа и BMW серија 3 во своите кабрио изданија. Исто така со нас денеска ќе биде и Insignia Country Tourer, модел кој не е само караван. Тој има и погон на сите тркала, а според неговата конфигурација, техниката која е вградена во него и сите оние електронски помагала кои му помагаат на возачот не само при возењето, туку и при забавата во автомобилот, пука исто така на високо. Во следниот прилог ќе ги видите нашите импресии од возењето на Opel Cascada и Insignia Country Tourer низ прекрасната Далмација, каде градот Сплит и неговата околина се денеска нашиот тест полигон. Најавуваните промени Opel ги спроведува систематски и без големи помпи и потреси. Убедени во својот пат и квалитетот на производите кои доаѓаат од Русалскајм, новиот менаџерски тим на чело со доктор Карл Томас Нојман има една цел. Таа не е да го врати стариот сјај на марката, туку да го надмине. Најдобри примери за тоа се кабриолетот за сите сезони Каскада и дериватот на Insignia кој кросовер и го носи името Country Tourer. Тие располагаат со елементи многу важни за сите поклоници на автомобилите. Привлечниот дизајн, високото ниво на завршна обработка и богатата опременост се потковани со иновативна технологија, квалитет и економичност. Новото име во флотата на Opel донесе и нов пристап во понудата на кабриолети од компактниот сегмент. Каскада е скроена да се допадне на богатата клиентела по далеку поприфатлива цена. Во неполни 4,7 метри должина, понуден е простор за 4 патници и луксузни решенија типични за премиум сегментот. Високото ниво на завршна обработка, луксузното чувство во внатрешноста и богатата опременост се само видливите бенефити на русалхаймскиот кабриолет. Веќе со првите извозени километри на возачот му е совршено јасно дека Каскада има скриени квалитети што не може да се видат со голо око, но изразено се чувствуваат во возењето. Пред се тоа е подпирањето кое е идентично со врвната спортска изведба на куќата OPC. Благодарение на електрониката имате можност на дотерување на подпирањето во 3 нивоа и сходно на тоа 3 манири на однесување не само на подпирањето и амортизацијата, туку и на реакцијата на моторот, па дури и звукот кој продира од сите страни. Кога сме кај звукот, треба да се нагласи дека тој зависи и од положбата на покривот. Кога е тој во подигната положба, поради неговата структура до израз доаѓа звучната и термичката изолација која ја прави Opel Cascada кабриолет за сите годишни времења. Потребни се само 17 секунди покривот да се спушти или подигне, а за разликата во амбиентот не треба многу да се зборува. Нивоата на опременост нудат почетен висок квалитет и технолошки амбиент. На тоа допринесуваат моторите кои се скроени да пружат одлична перформанса, а воедно да бидат штедливи. Понудата ја сочинуваат два турбобензинци од 1,4 литри и новата генерација CD мотори од 1,6 литри со директно впрскување на горивото и турбополнење. Ваквите варијации даваат распон на силата од 120 до 200 конски сили. Сликата да биде комплетна, понудени се два турбодизел агрегати. Првиот испорачува 165, а посилниот со помош на две турбини 195 конски сили. Почетната цена на Каскада е околу 32.000 евра. Со рестилизирањето на Insignia, Opel представи уште еден нов модел. Тоа е Insignia Country Tourer. Во основа тоа е караванската изведба на Insignia, но има погон на сите 4 тркала и некои дизајнерски цитати кои подсетуваат на теренско возило. Задниот дел на Insignia во својата караванска верзија е исто така подвргнат на рестайлинг. Но она што мене ми се допаѓа што овој автомобил
автомобил, осем комуникацијата, има вистински сегменти на премиум сегментот. Пред се тоа е големиот багажник кој има 580 литри, но и отварањето и затварањето на поклопецот на багажникот кои се автоматски. Insignia во својата Country Tourer верзија се испорачува само со погон на 4 тркала и со 2 потентни турбодизел мотори и се разбира турбобензинци. Второто возило од флотата на Opel кое го возевме е Insignia Country Tourer. По направениот редизајн јасно е дека руселхајмскиот гром сериозно сака да се наметне на пазарот како сериозна алтернатива на премиум караваните. Со својот надворешен изглед наговестува проодност вон асфалтот. Тоа го потврдува и погонот на сите тркала, но главната работна задача на атрактивниот караван останува на асфалтот со можност на кратки екскурзии на макадам и на земјени патчиња. Рестилизирањето е акцентирано во внатрешноста каде Insignia доби по прегледна централна конзола и атрактивна инструмент табла. Со тоа се избегнати и разните геометриски форми и многобројните копчиња кои делуваа конфузно на возачот. Сега се е поинаку. Многуте функции се контролираат преку дисплејот во боја, а инструмент таблата е дигитализирана и му дава на возачот чувство на надменост. Покрај погонот на сите тркала, задните тркала се контролирани од диференцијал, чија работа ја надгледува електрониката. Растојанието од земјата е зголемено за 20 мм, што дава поголема проодност, па овој модел се класифицира во друштвото на кросовери. Од возачки аспект, Insignia Country Tourer ги задоволува барањата на автомобилските ентузијасти. Flexi Drive системот, идентичен со оној на Каскада, дава извонредно прецизна слика за патот и начинот на возење. Бидејќи е кросовер, Insignia Country Tourer е опремена со адекватна опрема која се истакнува со својата практичност, а тоа се пластични облоги на лаковите на тркалата, испод браниците и електричното отварање и затворање на поклопецот на багажникот. Врвот на понудата е резервиран за економичниот 2-литрен турбобензинец со директно впрскување на горивото и 250 коњски сили. Потоа следи битурбодизелот со 195 и турбодизелот од 165 коњски сили. За бензинецот и силниот дизел резервирани се EcoFlex системот со интегриран старт-стоп, без оглед дали моторите се впарувани со 6-степениот автоматски или мануелен менувач. Ваквата комбинација овозможува потрошувачка од 5,3 до 8,2 литри за бензинецот и просечни 6,3 литри за моќниот битурбодизел. Insignia Country Tourer ја очекуваме на македонскиот пазар во почетокот на идната година, кога ќе бидат познати и цените. Во тесна трка со останатите финалисти Hyundai i10 ја понесе титулата Ауто без за 2014 година со вкупно освоени 854 бода, со кои за само 4 бода го пристигна францускиот кросовер Peugeot 2008. Најмалата разлика во 13-годишната историја на специализираното жири е резултат на спротивувањето на два различни концепти, оној на i10 кој е добро проверено и од купувачите прифатен, како и трендовскиот и авангарден кросоверски пристап на 2008. На третото место со 726 бода се пласираше Nissan Note. Chevrolet Trax со освоените 694 бода беше четврти, додека 476 освоени бода на малиот Space Star на Mitsubishi беа доволни само за петата позиција. Во следната емисија на Автомагазин ќе го прикажеме тестот на Hyundai i10, кој е победник на Auto без 2014.